Зошто барањето кое што било со специјалното јавно обвинителство сепак со судски налог не е одбиено? Ама ве молам, јас немам официјална информација дали е одбиено или не е одбиено. И јас синоќа гледав телевизија и ја слушнав изјавата дека колку што треба денови ќе седат таму до реализација на судската наредба од страна на специјалното обвинителство. Што е одбиено внатре во УБК, јас не се наоѓам ниту некој од нас судии. Нели ваша должност да апелирате да има соработка таму во УБК кога веќе има судски налог? Па соработка секако, значи устав и закон мора да се почитува. Јас не повикувам некого да го почитува законот, а некој друг да го крши законот. И има устав и закон и меѓународни акти ратификувани. Се што е согласно закон, значи јас не навлегувам дали се работи за институција. Оној судија што прекршил процедури, овој судски совет, ако не знаете, покрај избирањето на судии и разрешување. Значи има дисциплинска постапка доколку некој судија погрешно постапува и така натаму. Значи во овој случај ние немаме ниту некакво известување од судијата дека нешто има. Ако некоја друга институција прекршува или не почитува судска наредба, судска пресуда, за тоа си има соодветни реперкусии. Значи сега за тек на вие прашувате за тек на некој настан што е во тек и се уште трае. Кои се реперкусиите во прашувањето? Значи не е тоа прашање што треба да го поставите на судскиот совет. Кои се реперкусиите за УБК? Значи тоа, колку што знам, не е дел од судската власт, тоа е дел од Министерството за внатрешни работи. Доколку тоа стане пракса, ова е да речеме без преседан да не се изврши судска наредба, понатаму може сите органи, институции кои што ќе имаат судска наредба да одбијат да ја испочитуваат. Како ќе гледате на тоа? Значи јас имам чувство дека ова прашање го исцрпивме и дека сега се злоупотребува за дневно политички цели.